Дадени поддршка за советниците од советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија, предводена од Драган Петковски, листа на која се наоѓа и Валентина Јовановска, и Богдан Јовановски, чии другите кои што се замене и кои што во наредните 4 години ќе бидат партнери на градоначалникот Зоран Ѓорѓевски. Драги пријатели, ќе повторам и тука. Градоначалник без множество советници е како градоначалник со врзани раце. Согласно законите во Македонија, советниците се тие кои што ги носат одлуките за реализација на проектите и на делата. А се покажа во минатото дека во сите случаи каде што СДСМ и нивната коалиција беа опозиција, со сите сили ги обструираа одлуките за проектите на градоначалниците од ВМРО-ДПМНЕ. Затоа, драги пријатели, да не дозволиме тоа да ни се случи и во Куманово. Затоа секој кој што сака да го види доктор Зоран Ѓорѓевски на чело на општината градоначалник, треба да го заокружи бројот 19 за него и бројот 4 за советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Само така е дадена поддршка за градоначалникот, која ќе се заокружи и неговото име и името на носителот на листата на ВМРО-ДПМНЕ. Драги пријатели, Куманово е место каде што во минатото многу обрнувавме внимание, правевме доста проекти, но не за сите проекти бевме добредојдени во овој град од актуелниот градоначалник. Во Куманово можеа да се направат многу повеќе проекти. Буџетот во оваа општина е многу голем. Меѓутоа, тие не се направени. За среќа успеавме да го изградиме автопатот Табановце-Куманово, за што беа инвестирани 15,5 милиони евра. Се изгради локалниот пат Куманово-Пчиња во должина од 9 километри, за кои беа инвестирани околу 600.000 евра директно од владата на Република Македонија, исто како и за Табановце-Куманово 15,5 милиона директно од владата на Република Македонија. Се реконструираше патот Куманово, населено место Долно Коњеве. Реконструиран е патот Војник Клечовце. Набавена е новата опрема за Кумановската болница, за што владата издвои 350.000 евра. Опремена и изградена е новата хируршка сала, која располага со апарат за анестезија и за централен мониторинг, со што значително ќе се подобри квалитетот на здравствените услуги во Кумановската општа болница. Се обезбедија 3 амбулантни возила нови, кои се комплетно опремени во вредност од над 200.000 евра. Се реновираат 11 кумановски училишта, најмногу во Македонија, со средства од буџетот на Република Македонија кои ги обезбеди владата. Основан е факултетот за бизнис администрација со седиште во Куманово, како и факултетот за геодезија. Изградена е спортската сала Пантко Брашнано во населбата Карпош. Изградена е спортската сала Драган Богдановски во дворот на земјоделското училиште Киро Бурнас. Владата додели 3,5 милиони евра на локалната самоуправа на Куманово за изградба на водоводна мрежа и на фекална канализација. Обезбедени се средства за изградба на фудбалското игралиште и изградба на тениското игралиште во Куманово. Обезбедени се 10 милиони денари за набавка на темелен испустен вентил на Линковската брана од средствата на владата. Владата обезбеди средства и за ревитализација, реставрација и надградба на железничните станици во Табановци и во Куманово. Направени се и многу други проекти со кои што владата сакаше да помага на Куманово и кумановчани. И ќе помагаше и повеќе да не беше односот на сегашниот градоначалник, кој што произлегува од политиката на неговата партија на СДСМ, која политика е секогаш кога може да се кочат проектите на владата, секогаш кога може да не се дава тие да се реализираат или барем значително да се забави нивната реализација. Таков човек не му треба веќе на Куманово.
На Куманово му треба човек кој ќе работи за кумановци, човек кој ќе гради и ќе создава дела, човек кој заедно со владата ќе реализира проекти кои ќе го подобрува животот на луѓето во Куманово. Таков човек е доктор Зоран Ѓорѓиевски. Драги пријатели, доктор Зоран Ѓорѓиевски добро го запознав. Тој е човек кој е стабилна личност, сериозен човек, лекар по професија, кој што навикнал целиот свој живот да им помага на луѓето и да спасува животи. Тој никогаш не ги деле луѓето ниту по партија, ниту по вера, ниту по нација, ниту пак според нивната имотна состојба. Тој помагал на секој на кој што можел да му помогне. Така ќе биде и како градоначелник, еден за сите, ќе им помага на сите, ќе работи за доброто и општиот интерес на Куманово и на граѓаните во Куманово. А ние како влада ќе стоиме зад него и ќе помагаме секаде каде можеме да помогнеме за Куманово да оди напред, да има нови дела, да има нови успеси, да има напредок, да има решавање на проблеми. Тоа е нашата цел, тоа е нашата визија, да се движиме напред, да успеваме, да градиме, да создаваме дела, заедно. Драги пријатели, ние подолг период подготвуваме програма и како партија, подоцна и со вклучувањето во како се избра нашиот кандидат, и тој лично се вклучи во подготовката на оваа програма. Над 6 месеци партијата ВМРО-ДПМН е подготвила оваа програма, во која подготовка беа поканети сите граѓани кои сакаат да дадат свој допринос, да дадат свој идеја, да дадат свој предлог, критика или било што, да се вклучат и да го направат тоа. Сите тие идеи беа добредовени и внимателно разгледани. И беа ставени на маса, анализирани. Беа вклучени експерти. Се вклучи градоначалникот Иден Зоран Ѓорѓиевски. Се вклучите сите кои што можеме да помогнеме, министрите од владата, секој кој што на некој начин може да даде подршка, помош, идеја. Така, составивме една многу добро, внимателно подготвена програма. Програма за Куманово за периодот 2013-2017. Програма во која ќе внимаваме да реализуваме нешто што нема да може да го реализираме. Затоа се сакаме да станеме со чист образ и по 4 години, да не се срамиме кога ќе доаѓаме тука, како што сега му е сам на актуелниот градоначалник на Куманово, со нереализираните работи кои што ги има. А ги има многу нереализирани. Ги има многу работи од кои што навистина тој заслужува да се застрани. Тој помина 2 мандати, има втор мандат. Тој не ги реши суштинските проблеми на Кумановчани. Во 21 век, општина Куманово се уште има проблем со водата за пиење. Јавните предпријатија во негово владење достигнаа такви долгови што на доктор Зоран Ѓорѓиевски, наивниот градоначалник на Куманово, нема да му биде лесно, ова ќе му биде една од најтешките операции во животот. Да ги изрече од кинца, од долгови, да ги стави на здрави нозе, да ги закрепни и да гради и создава солидност. Драги пријатели, Дамјановски ветија не оствари решавање на сообраќајниот хаос преку изградба на катни гаражи. Вети, а не оствари изградба на подземна сообраќајница. Вети, а не оствари решавање на проблемите со водовод и канализација во руралните средини и населбите во општина Куманово. Вети, а не оствари дислокација на депонија во Пчиња. Вети, а не оствари изградба на општинска зграда. Вети, а не оствари многу работи. Дури и базенот кој што го вети, воопшто не го остварува со динамиката со која што го беше ветил. А владата, кога побара дозвола од нас, експресно, веднаш му даде дозвола за градба, за да не каже утре дека владата му е крива што не може да го изгради базенот. Драги пријатели, Зоран Дамјановски, подржан од мнозинството советници на СДСМ, ја поскапи цената на водата, преку вметнување на нова давачка наменета за почистување.
Јавното предпријатие Водовод, со кое раководи кумашинот на Зоран Дамјановски, Виктор Божиновски, е најеклатантниот пример за лошото работење на општината. Долгот на ова јавно предпријатие кон водостопанство, од кое превзема сировата вода, е околу 54 милиони денари. А додека на минатото водостопанство, кое што сега е во стечај, ова јавно предпријатие му должи сума од 40 милиони денари, и тоа по основ на судски пресуди. По основ на кредит за почистителната станица должат 14,6 милиони денари на Европската банка за обнова и развој. Тоа се огромни долгови за кои што на вистина ќе има и многу работа и многу труд докторот Зоран Дамјановски за да го врати во нормален колосек она што за себе како долгови го остава актуелниот градоначелник во заминување. Драги пријатели, слушавме, тука зборуваше актуелниот градоначелник и за гасификацијата која ја ветува на секое кумановско семејство, ама да му земал по 678 евра без клучен ДДВ за приклучок на гасоводната мрежа. Кој ли ќе биде тоа бенефит кога едно просечно семејство ќе треба да одвои повеќе просечни плати за да добие газ? Драги пријатели, новата програма на Зоран Ѓорѓиевски и на Драган Петковски и советниците, и на ВМРО ДПМН, и на Коалицијата за подобра Македонија, предвидува многу проекти. Еден од нив е отворање на индустријска зона во непосредна близина на коридорот 10, со што ќе се привлечат нови инвестиции и ќе се отворат нови работни места. Инвестиција вредна 100 милиони денари. Инвестиција со која што сакаме нашите напори за привлекување инвеститори во Македонија да резултираат и со отворање на фабрики, на погони, на компании во Куманово и Кумановско, каде ќе се вработат невработени луѓе од овој град. Драги пријатели, вие забележувате колку во овие години, особено во овие тешки кризни години на светска економска криза, на должничка европска криза, владата прави напори да привлечи инвеститори. И навистина успеавме голем дел од нив да ги привлечиме. И со добрата бизнес клима, и променетите закони и нивно спроведување. И не случајно Светската банка, која Македонија во 2006 година ја рангираше на 94-то место, денеска веќе ја рангира на 20-то место во светот пред 20 земји членки на Европската унија. И не случајно работите тргна од како ги намаливме даноците да бидат најниски во Европа. Трошоците за правење бизнис да бидат најниски во Европа. Драстично се намали бирократијата како за компаниите, така за граѓаните. Се направија чекови со кои што се подобрија условите за правење бизнис. Македонија стана атрактивна. Дополнително, нашите промотори во странство, нашите министри без ресор кои што се задолжени за странски инвестиции, нашиот економски тим во владата и во државните институции, јас лично и сите државни институции правевме се што можеме да ги привлечиме компаниите кои сакаат да отвораат нови погони, нови фабрики, нови капацитети, да дојдат тука во Македонија. И тие доаѓаат, но тие бираат каде во Македонија им одговара да градат. Каде имаат добри услови, каде имаат индустријски зони, но и каде каква локална власт има. И не случајно тешко се одлучуваат за тука, за Куманово. Не случајно се одлучија за Кавадарци, се одлучија за Битола, како што беше во Кавадарци, како што е во Кавадарци градбата на германскиот гигант Драксамајер, како што е во Битола градбата на исто така германскиот гигант Кромберт и Шубер, американскиот гигант Боштип, кој што гради Джонсон Контрол, во Скопје и во други градови, но не се одлучуваат да градат во Куманово, затоа што тука гледаат еден бујнаков однос. Тука гледаат една група на луѓе околу градоначалникот, кои што гледаат личен интерес, а не државен и народен интерес.
Затоа овие луѓе треба да си одат, да се заменат со нов тим, со нов градоначалник, со нови советници, со нови луѓе околу градоначалникот, кои што ќе преземат општината и заедно рамо до рамо со владата ќе се борат да донесат повеќе инвеститори тука во Куманово. Инвеститори од светски бренд. Инвеститори кои ќе влечат други инвеститори понатаму. Во тој правец е и ветувањето за градба на индустријска зона во непосредна близина на автопатот. Понатаму во програмата се предвидува и реактивирање на постоечкиот тутунски вод, што ќе овозможи конечно решавање на постоечките проблеми со водоснабдување во општина Куманово. Предвидена е изградба и реконструкција на повеќе улици во општина Куманово во вкупна должина од 16 км. Изградба на 3 нови градинки во населбите Карпош, Перо Чичо и Богоце Делчев, како и проширување на веќе постоечките градинки во центар и населбата Зелен Рим. Изградба на нова автобуска станица преку постапка за јавно-приватно партнерство е дел од проектите ветени во програмата на доктор Зоран Георгиевски. Изградба на нов зелен пазар во населбата Гоце Делчев. Реконструкција на сточниот пазар во Куманово. Изградба на патот Чињан-Вакав-Винце. Отворање на откупно-дистрибутивен центар за земјоделски производи во Куманово. До изградба на секундарна канализацијска мрежа со вклучување на приградските населби Табановце, Тромеѓа, населбата Перо Чичо, населеното место Долно Којнаре, Војно Којнаре, населбата Бедиње и населеното место Режановце. Изградба на спортски сали во училиштата Јароним, Терада, Свети Кирил и Метори, во населеното место Романовце, како и изградба на спортска сала во средното општинско училиште НАЦЕ Буѓони со подршка на владата. До изградба на детското одмаралиште во населеното место Бабочица. Изградба на 2 повеќе наменски спортски игралишта во населеното место Чиња и во основните училишта 11 октомври. Изградба на еден двоен терен за тенис во населбата Гоце Делчев со подршка на владата на Република Македонија. И тоа е само еден мал дел од неговата програма, која докторот Зоран Георгиевски внимателно ја напиша, ја подготви, ја распредели во илјадници преведоци, за да можете сите да имате, да ја анализирате, да ја проучите, да видите дали најдобро се направени приоритетите и да ја поддржите, но и да ја чувате, драги пријатели. За по 4 години, кога Зоран Георгиевски и ВМРО ДПМН ќе го подготват отчетот, да можете да споредите и да се уверите дека имате работа со луѓе од збор, дека имате работа со луѓе кои се оддаваат на работата како ни една политичка гарнитура до сега. Луѓе кои се посветени на работата, неуморни работници, кои работат подвесмени, како што ќе работи и доктор Зоран Георгиевски, кој секоја среда одлучи волонтерски да работи, да прегледува и да оперира во болницата, а градоначалничката работа ќе се заврши тој ден со подоцна останување на работното место. Тој нема да ги заборави пациентите, тој нема да ги заборави вас. Драги пријатели, поштувани присутни, гледам дека веќе неколку дена, баш онака како што и предпоставував прекон крајот на минатата недела, нашиот политички конкурент СДСМ дигна раци од тоа какви проекти ги направаат, програми и слично. Направија некои програми, колку да се каже дека имаат програма, за 6 дена ги направија, точно ги бројат медаловите, бија 6 месеци од 6 дена, ги поделија, ги распределија, рачунаат на тоа дека народ не чита програма, дека народот не разбира ништо, некаде ги препиша од нас, некаде пак ги напишале се што им текнало на памет, како да е буџетот на општината 50 пати поголем од тој што реално е. Важно нешто да се скрпи, да се направи, да се покаже. Се обидува на таков начин, ама нивните истражувања на јавното мислење не им покажаа дека тоа им помогна. Напротив, им покажуваат дека ги губат локалните избори,
дека повторно граѓаните ќе подржат опција која гради и создава ДОА, ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, од оваа причина во последните денови гледам целосно се фокусира да бараат на време да се фатат работата, да бараат алиби за нивниот иден пораз. Алиби преку обид да прогласат дека, не знам, изборите ќе биле нерегуларни, дека имало недемократски избори, дека не биле легитимни или не знам што. Иако забележувате, се повеќе и повеќе, особено од почетокот на оваа недела, зборуваат на таа тема, измислуваат разни поводи, разни причини. Само и само во недела вечер Бранко Савенковски да не признае пораз, не од ВМРО, туку од граѓаните, бидејќи граѓаните даваат и победата и поразот, и да каже дека ете тоа биле некои нефер, недемократски избори. Пред неколку дена започна со старата добро проверена метода на кршење на прозорите на нивните штабови. Сами си ги кршат, сабајлето викаат полиција, викаат камери и викаат еве ние сме жртви, некои ноќеска ни ги скршил прозорите. Нема демократија, нема слобода, нема фер избори и така натаму и така натаму. Мама до вечерта видела дека тоа не пројде стара метода, многу пати ја испробале, на почетокот некои луѓе нешто верувале, после укапирале дека во суштина тоа е стар шоф на ЦДСМ, прати некој дете со камен да го скрши прозорот, сабајлето викни и ОПСЕ, ЕВОС, Јуни, Америка, кога ќе стигне, ајде нечи ни власта, притисок ни врши и слично. Видоа, помина тој ден, никој веќе не ги треза на тие стари винки. Не поминува, не поминува. Седнале вечерта да мислат што друго, мислеле и што смислеле, утредете и слегуваат со една приказна, на која слуша не може да и се начудам кој е смисел, дека во крива паланка некоја жена со машин отишли у 3 саат вајле во социјалното дамо, во представништвото на социјала и труд и некои решенија правеле. И со тоа докажуваат дека изборите ќе биле фалсификат. Ни разбавме какви решенија, никоја жена, никој баш, ни дали воопшто имало некој таму. Важно беше пред да се одржи дека у 3 саат цело СДС се разбудиле у крива паланка, нешто из паметот им се сонило, значи дека спиеле, отишле и свиркале, пошто жената била во подрачната единица на Министерството за труд и социјална политика и каран нешто штампале унака. Штампале нешто, не знаеме што, ама нешто штампале. Значи не можела жената да отиде и да го направи тоа додека е работното време. Не може. Не можела ни после работно време попладнето у 5, у 6, у 7, у некој нормално време да остани, ако нешто веќе правила да го направи. 3 саат сабајле и текнало, и маши го викнала, и почнале нешто да прават за фалсификат на избори. Ја не знам кој ги прави овие филмски сценарија, ама вакви глупи филмови, не знам кој ги списил, Шема ли ги списил, Минчев ли ги списил. Можело малку поимитивно. Јас знам на времето, кога ќе смисля нешто ги биваше по-паметно, по-интелигентно нешто да смисля. Вакви глупости не ми се верува дека тоа раководство си дозволува да ги смисли и да излезе во јавноста да ги прикачува. Тоа што не помина, си засмеја луѓето у крива паланка у 3 саат вајле. Некоја жена била. Утредента им текна, собрале десетина членови, што имаат двојни лични карти, односно, кога ја заменувале личната карта, не ја вратиле старата и ја пријавиле за изгубена, и собрале на тук, викат го фативме фалсификатот, по 2 лични карти имаат овие луѓе, покажете ни. Некоја и тоа, десетина души се собрале, се гледа дека се подписат барани, се гледа дека не ги вратиле старите лични карти, не трза, не оди, не поминува. Кога народ не те подржува, џабети се сите и доштени и финки. Денеска гледам смислиле на кој адреси и каде што биле државјаните на Македонија што живеат во Пустец. Па ајде со нив се занимаваат, па овие од Пустец, кај ќе гласат, на која адреса биле регистрирани нивните лични карти и така натаму. Утре ќе смислат нешто ново,
и така ќе си бераат до петок, таа пата, целта е во недела Бранко да се спасува. Значи, ова е операција за спас на Бранко. Како да се спаси Бранко? Во недела, па да излезе вечерта да каже, не сум јас крив, народот мене ме поддржува, ама еве режим има, тиранија има, демократија нема. И драги пријатели, кога сме тука, го слушам и него деновиве постојано говори, немало демократија, имало тиранија, имало режим. Не знам за каква тиранија и режим мисли, за како немање демократија. И не знам како Бранко Црвенковски замислува дека Европската комисија 4 години поред може да дава позитивен извештај за државата, препорака до Европскиот совет без одлагање да ги започне преговорите за полноправно членство на Македонија во Европска унија, да даваат најпозитивни извештаи, а кај нив вклучен е политичкиот извештај, баш тој што се однесува на човекови права, на демократија, на слобода на медиуми, слобода на изразување. И во исто време, откако добивме 4 такви извештаи поред, вклучувајќи го последниот во октомври, кој што беше најпозитивниот извештај на Европската унија за Македонија во нашата историја. Во исто време, Бранко тука дома да ни продава приказна дека немало демократија. Па ако нема демократија, ќе даде ли Европската комисија такви препораки за Македонија да почне преговори за членство во Европската унија? Кого лаже, кого манипулира во оваа држава? Не разбира ли овој народ? Не гледа ли овој народ што се случува? Ако нема демократија, ако има режим, ако има диктатура, ќе дозволеше ли НАТО уште во 2008 да објави и потоа секоја година да повторува дека Македонија ги има исполнето сите услови, стандарди, реформи, модернизација за членство во НАТО? И дека само проблемот со южниот сосед е причината што не сме полноправни членки. На која земја кај што има режим, диктатура, тиранија и не знам што, НАТО ќе го даде тоа признание или Европската унија? И на која земја Европската унија ќе ги ослободи визите, да можат нејзините граѓани да патуваат со своите пасоши, без да вадат визи, ако во таа земја има тиранија, диктатура, режим и што ли не? На кого му говори Бранко тоа? Што мисли овој народ не разбира? Не му текнува дека покрај лагите на Бранко има меѓународна заедница која не следи, која дава извештаи. За каков режим зборува тој? Дали тој тиранија го смета тоа што ВМРО ДПМН и владата во овој период крадеше, создаваше? Дали тиранија се 135 милиони евра подршка на земјоделците секоја година? Наспротивните 5 милиони евра еднократно дадени во 2006, а пред тоа ништо не дава земјоделците? Дали е тиранија тоа што рече се секоја година се трудиме да ги зголемиме пензиите на пензионерите? И како што ветивме во септември минатата година, ги зголемите пензиите и оваа година, како што беше ветувањето, ја зголемите социјалната помош и секоја година, рече си, секоја година ги намалуваме цените на лековите кои што се разначени за граѓаните. Тоа ли е тиранијата која што немаше во времето на Бранко, а денеска има? За каква тиранија зборува тој кога се градат улици, кога се градат водоводи на секаде, кога се градат канализациони мрежи, кога се создава, кога се прават дела, кога се инвестира, кога се привлекуваат инвеститори? И доаѓа ли тука Джонсон Контролс, Джонсон Меди, Кробек и Шубер од Германија, Драксел Мајер, Технокосе, Ван Хул и редица други крупни компании од цел свет да инвестираат, ако тука имаше режим, тиранија, диктатура или што не нарекува Бранко Црвенковски. Драги пријатели, режимот е во неговата глава. Режимот е во неговата глава затоа што не може да свати дека неговото време помина, дека народот не му даде доверба, но тој не ја оправда таа доверба. Потоа повторно му даде и повторно не ја оправда довербата и повторно и на крајот граѓаните рекоа крај за Бранко. Нема веќе добивање на доверба ниту на него, ниту на политичката гарнитура. Доволно пати ги измами, доволно пати ги извршат сите нас како граѓани. И тука е проблемот што тој тоа не може да го разбере.
Па не ли гледате со каква порака тие излегува на изборите? Порака дека тој бил иднината за Македонија. Замислите, Бранко Црвенковски бил иднината на Македонија. Бранко Црвенковски е само дел од крдо минато на Македонија. Бранко Црвенковски е дел од минатото кога се шверцуваше, кога Маѓаш и другите како него делеа пари во кафана со премиер на држава. Тој е дел од времето од минатото, кое никогаш нема да се повтори, кога пропаѓаа пирамидални штедилници, луѓето губеа милиони и милиони заштедени средства. Тој е дел од времето на криминалната приватизација, кога со закон овозможи мал број на олигарси блиски до него да ги приватизираат фабриките во Македонија, да ги присвојат за символични суми, да избркаат над 200.000 луѓе од работа и да ги направат стечајци, да направат армија на невработени во Македонија. Ние не сакаме таква иднина. Тоа е дел од минатото и тоа оној грд дел на нашето минато. Треба да му порачаме и вечера од Куманово. Бранко, ти не си иднината на Македонија. Завршена е твојата песна. Како што рече пред некој ден кандидатот за градоначалник во Струмица, по струмички вели, а крвот те лаже, нема кој да ти каже. Тоа е твојата приказна, Бранко. Не знам уште колку порази ќе ми требаат. Не знам уште колку пати граѓаните во мнозинство ќе те поразат. Ама еден ден ќе сватиш дека ти ја прокоцка твојата политичка кариера, затоа што го потцени народот, затоа што не веруваше во него, затоа што мислеше дека нема капацитет да те процени, затоа што мислеше да владее со него без да бидеш честен, искрен, отворен, без да работиш, без да градиш, без да создаваш дела, без да работи за заедничкиот интерес, туку само за личниот интерес. Затоа, Бранко, денеска, кога ти говориш за економија и за сиромаштија и за невработеност, тоа не ти поминува. Не затоа што нема сиромаштија и невработеност, туку затоа што, Бранко, во времето кога ти беше, тија создаде сиромаштијата и невработеноста, тија создаде армијата стечици во Македонија. Затоа, драги пријатели, ќе го подсетим и вечера, дека во време на владењето на СДСМ, невработеноста достигна до 38%. Толку беше кога ја преземавме владата во 2006. И покрај тоа што се дуваше светска криза, европска должничка криза, многу проблеми, затворање на многу пазари на нашите фирми, затворање и стопирање на многу извозни сделки, проблеми со банкарскиот сектор на секаде низ Европа, зголемување на каматите и многу проблеми во економијата кои се пресликаа од Европа и во Македонија. Сепак, со многу работа, со многу мерки, со многу реформи, со многу конкретни чекови преземани во економијата од страна на владата, со двусменско работење, сепак успеавме да не дозволиме да се големи, туку да се намали невработеноста од 38% на 30,6% колку што е сега. Тоа не е доволно, треба уште и ќе биде подобро, затоа што ќе продолжиме да работиме и затоа што оваа криза нема вечно да трае, меѓутоа во услови на криза, во услови на европска должничка криза, во услови кога цела Европа е во рецесија, особено европската монетарна зона, во услови кога таму пропаѓаат банки, кога Европската унија сака да спасува држави со одземање на депозитите на граѓаните во државите, во услови кога други држави погресуваат банкрот и кога со отсутни марки се спасуваат, ние имаме пад на невработеноста од 38 на околу 30%. Тоа никогаш претходно не било за време на СДСМ. Секогаш во период кога владееле СДСМ невработеноста растела. Проверете во тоа на интернет и се уверите. Затоа, драги пријатели, затоа велам, кога Бранко зборува за невработеност и за сиромаштија, само се прашувам како е можно човекот да се го дозволи тоа. Бранко ќе спасува економијата, замислете. Бранко ќе намалува невработеноста.
Бранко ќе намалува сиромашијата. Па што е тоа, драги пријатели? Дали е тоа некој кошмарен сон или е тоа уште еден обид на Бранко Црвенковски да го изманипулира овој народ, како што беше на изборите во 2002-та, кога ве исповажа сите дека ако победи и стане премиер, како што стана тогаш, ќе вработи по еден од секое семејство. Наместо тоа, не само што не вработи по еден од семејство, туку од многу семејства се испушти по еден од работа. Затоа, драги пријатели, имаме проверени луѓе, имаме проверен начин на работа, проверена методологија на работење и филозофија на работење на ВМРО ДПМН. Јас нема да излезам како Црвенковски да ви кажам, пред некој ден го слушам на митинг, вели, што да ви кажам, немам што да ви кажам. И папати да лажам. Тоа нема да ви го кажам. Ние билетуваме конкретни дела. Тие конкретни дела се запишани во програмата. Во програмата на Зоран Ѓорѓиевски на ВМРО ДПМН. Тие конкретни дела имате запишано и во програмата на ВМРО ДПМН од преходните парламентарни избори за кои стоиме, за кои работиме и кои ги завршиме. Дел од нив ги завршивме. Мерете не по учинокот. Мерете не по она што сме го ветиле и сме го саботиле. Мерете не по она што го ветуваме и го реализираме. Никогаш не сме ви ветиле дека ќе ги решиме сите проблеми. Тој што ви го ветува, тоа знајте дека тој го лаже. Затоа што Македонија има толку многу проблеми, што невозможно е сите да ги реши некој во еден или па други во два мандата. Но внимавајте на оние луѓе кои се одмерено, прецизно, честно одмеруваат што се најважните приоритети, работат посвески, работат посветено, имаат одговорен однос кон вас, искрен однос кон работата и излегуваат со отчет, излегуваат со прецизна програма и градат и создаваат дела. Такви луѓе требаат на Македонија, бидејќи Куманово се сака со дела. Македонија се сака со дела. Да се живи здрави. Да живее Куманово. Да живее Кумановци. Одиме напред. Да победуваме. Да имаме успеси. Да имаме дела. Заедно. Со работа, со труд. Честно и искрено. Да живее Република Македонија.